Јас исто, пак затоа реков и на почеток, економската политика и перцепцијата за корупцијата што е осеќа. СДСМ не ги изгуби изборите нити за договорот со Бугарија, нити за францускиот предлог. Ги изгуби ради други работи. Например, измените на кривичниот законник многу повеќе влијае од колку подпишаните некои договор, од колку преспанскиот договор, например, за кој што сме влегле во НАТО. Тие двојни стандарди се еден голем проблем во државата и што не кочи назад. И ова што го велите, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ дават предлог за пратеници, самите си се уништуваат. Јас сум голем љубител на парламентарната демократија и постојано го повторувам. Тие самите си се уништуваат, се викаат, дај бе, за нас да не важи да имаме само еден пасош, а да не важи за министрите што ги бираат. Која е логиката, мислам? Нема никаква врска тие двојни стандарди. Замислете кога цела Македонија е згрозена од изјавите на председателот на Вардар, не ќе да го споменам името, клубот на парламентарки не се огласи за навредите што ги дава на подпредседател на собрание. Замислете, и кога ќутите, тогаш добиваат сила некои други на улица. Зато има повеќе тепачки, зато има повеќе насилство, зато има повеќе фемициди, затоа што кога не се казнуваат тие кои мислат дека се блиски до власти и можат да прават што сакат, тогаш затоа ни се случуваат вакви работи. А последица на се е лошата, катастрофална економска ситуација во која што се тоне секој ден. Па сега денес се задолжи во скратена процедура се бара 260 милиони евра и како вика за нови проекти, ама го планирано било. Толку се конфузни, толку се тие двојни стандарди да навистина станува смешно. Ако имате полета, имам после прашање господин Камновски. Најголемата забелешка на владава, од мој аспект гледано, јас во неколку наврати и на само вистина овде сум говорил и по други медиуми, е немањето храброст да влезе малку порадикално со една национална реформска агенда. Значи, нам ни е нужно потребна, не само во економската сфера, да се реформира целосно економскиот систем, во политичкиот систем ни е потребна радикална реформа, почнувајќи и од законот за избори, закон за политички партии, за финансирање на политички партии и целокупниот правосуден систем. Значи, ако владата изгуби 2 години еве скоро и не наметне идеја за една национална реформска агенда, радикална национална реформска агенда, со која ќе го протресеме општеството од темел, каде што ќе ги земеме сите пилари на функционирање на едно просперитетно општество. Што би значило тоа? Како би изгледало според вас? Многу едноставно. Еве, го имавте примерот на Анте Марковиќ на времето. Че газите едноставно формирате национална реформска комисија, вадите базичен документ на маса, викате експерти од странство, наши македонци имате ни светот што се успешни, на Колумбија универзитет секаде имате. Ни светот имате наша професорска елита тука, имате бизнисмени, стопанственици, па видите во економскиот тим на владата е најслаб во постоењето на Македонија. Ви немате економски тим, владата нема. Во дадена ситуација и тоа се одразува на тие економски постулати, се одразува на водењето на економијата во државата. Но може да се направи пресврт. Има начин да се направи пресврт. И јас во X наврати, значи го храбров и премиерот и владата треба да седнат и да нагазат со една национална реформска агенда, радикална. Нема ние сега да го шминкаме системот. Нас не ни е потребна шминка. Нас ни требаат радикални реформски потези, сакате во агробизнисот земете, сакате во финансиите, сакате во фискалната сфера, сакате малку да копнете по површината, ќе видите дека е труло, дека има коров. Нам ни треба длабоко орање на системот и јас сум поборник на длабоки, радикални реформски процеси во државата, ако сакаме да се изместиме од оваа Добро, главното филозофско прашање, зошто не се случува тоа? Па едно е затоа што можеби се нема храброст да се навлезе во тоа, можеби се нема знаење да се навлезе во тоа, можеби се нема квалитетна екипа во тој дел. Не знам. Можеби чекат одобрение од некого. Не знам. Меѓутоа, дека можеме. Ако сакаме, ако постои политичка волја, Македонија е крајно време да зачекори на тој пат. Ако сакаме, поубаво утре за идниве генерации. Јас тврдам дека Македонија може да биде просперитетна држава. И тоа на брзопотезен начин. Не да чекаме со години и така натаму. И затоа не ни е потребен ни Брисел, не ни е потребен ни Вашингтон. Ни е потребно малку нашиот ум и разум да го ставиме во функција и да почнеме длабоко орање на системот.
На крај крајови, па луѓе, науката кажала како треба да изгледа еден систем, како треба да изгледа на просперитетна држава, што треба да се направи едноставно, во кој правец да се движи. Има начин како. Има и Македонија знаење за тоа, меѓутоа треба храброст и треба политичка одлука. На крај крајови тоа треба да биде национален проект. Тоа треба да биде се национална акција во која што сите ќе бидат вклучени. Крајната цел јасно е дека мора ние да го поттикнеме творечкиот потенцијал на секоја индивидуа, да заспива и да се буди со неговиот потенцијал да направи додадена вредност за себе, за своето семејство, а потоа и за другите, за целото општество. Јас 100 пати ќе кажам, немате богата држава која што ќе произведе богати граѓани. Не постои такво нешто. Само богати поединци произведуваат богата држава. Ние сме уфатиле обратно, затоа системот мора да го вратиме на нозе. Тоа е мојата теза. Добра, делот за изборите само би го завршил. Малце во општина Карпош се некаде не се до крај јасни работите што и како ќе се случува. Вие размислувате ако евентуално би имало избори во некое време и локални токму за таа општина да се вклучите? Што не се јасни во општина Карпош? Еве, мене не ми се до крај јасни, може ги немам сите информации. Па вака. Христијан Мицковски си направи свадба од 2-3 милиона евра во општина Карпош. И после 15 на дена невестата кажа, ја некем да седам овде. И цел време кажува, некем да седам овде, некем да седам овде. И сега после 6 месеца невестата си замина. Информации се други. Невестата си Дека отиде. се работи за здравствена причина или така нешто. Има и такви разговори. А омеѓу време 6 месеца кажуваш дека ќе си одиш, дека не можеш да седиш, ќе си одиш и така натаму и така натаму. Омеѓу време му даваш оставки на премиерот еднаш па уште еднаш. Значи сите тие работи се знаат многу добро. Во меѓувреме не примаш ниту една странка за 6 месеци, не примаш вработени, не ги продолжуваш проектите што се почнати, ниту ги отпочнуваш оние за кои што имаш договори, подпишано, обезбедено, пари, тури од влада, дадени, ги прекинуваш проектите што се нарачани, тие не се мои проекти, тие се на граѓаните. Таму требало канализација. Дали ме разбирате? И во исто време ќе ги намалиш и приходите на општината. И што треба да има друго, освен нови избори во општина Карпош? Ама гледате, кармата е чудно нешто. Од 83 општини, како да ви кажам, овој гром го задеси и ВМРО ДПМ токму во општина Карпош. Кога нешто ќе направиш на нечесен начин, спротивно на интересот на граѓаните, очигледно дека Господ си доаѓа по својот данок. И овде Господ дојде по својот данок. И мислам дека не треба повеќе да се резилат. Доволно беше и живување со граѓаните на општина Карпош. Мислам дека веднаш треба да се прекине оваа агонија и веднаш треба да се распишат нови избори. Не е битно кој ќе дојде, битно е дека треба вакви прашања се разрешуваат на избори. Добро, претпоставам дека имате информации за ова што го зборувате. Европските интеграции беа споменати, господинот Макрадули кажа дека најверојатно, според анализирајќи ги сите чекори, смета дека власта прави услови за да се случат тие уставни измени, за да се почнат преговорите со Европската унија, да влизат повеќе пари од државата и на тој начин да се амортизира економската криза. Вака вас ова логично ви изгледа? Не. Зошто? Прво нема да влезат повеќе пари. Европската унија не ја гледате во каква кондиција е. Како мислите дека ќе влезат повеќе пари кога Европската унија, која што почиваше на столбот наречен Германија се деиндустриализира на голема. Значи, ако ние очекуваме дека, па гледайте ги парите кои што се ветуваат, стануваат се помали и помали. Порано за ИПА фондови имавме повеќе пари од овие сега што се ветени. Значи, Европа се помалку и помалку ќе го отвара кесето за нас. И ако ние очекуваме дека Европа ќе не крене со незините пари, тогаш многу се лаже. Дека сме за Европа, сме се декларирале сите дека сме за влез во Европската унија. Но, дека тој пат треба да оди преку вакво едно безчестие, кој што се бара од нас, во тоа воопшто не сум сигурна. Дали владата ќе трне по тој пат, па и тоа воопшто не сум сигурна. Кога видите безчестие, мислите на уставните измени? Па, видете, тоа не се само уставни измени, да се разбереме, тоа не е, ги ставаме сега бугарите и хрватите и не знам уште кои внатре. Ако Бугарија декларира дека има 200.000 бугарски пасоши, тие утре ќе ви дојдат тука и ќе ви гласаат и ќе ви менуваат систем и така натаму. Значи, не е наивна таа работа.
Тоа апсолутно не е наивно. И второ, иритира фактот што за нас важат билатерални прашања во тие преговори на патот кон Европската Унија, за други не важат такви билатерални спорови. Копенхашките критериуми веќе никој не ги спомнува за Македонија. Ова станува еден алтернативен пат, една позаобиколница, ние треба да стигнеме некако, да скокаме преку пречки со од другата страна, дали воде или пламен не чека, не знаеме. Значи, нашиот пат кон Европа сега за сега е стопиран од страна на Европа, не од страна на Бугарија. Бугарија само маша на потребата на Европската Унија да не се проширува со Западен Балкан во овој момент. Може би утре ќе се склопат други коцки. Не верувате дека Црна Гора и Албанија дека одат напред, дека ќе влезат? Видете. Мислам дека ако влезат, цел Западен Балкан ќе влезе или нема да влезе. Значи нема да прават такви циркуси, еден да влезе, друг да не влезе, па да направат инциденти овдека и тензии, кога знаат дека сите имаме малцинства некаде во соседни земји. Бугарија бара уставни измени, знае зошто ги бара. Ние велиме, ајде и вие ставите на уставот, и ние имаме малцинство во Бугарија. Ставите на, ама не ни е таков уставот, ние не можеме, те нас сите се бугари. Па видете, и нашиот устав не е селски буквар да може и Грција да го отвара, го отвори. Ни летна преамбулата на Асном, ни малцинствата не ги применуваа во делови од народи и така натаму, значи направивме оставки. Овие се осилија кога видоа што се спремни да дадеме. Па и јас и Стефче се боревме на тој фронт против Преспанскиот договор, сега да не се лажеме, мислам, кој сака нека го подржи, јас ќе останам верен и активен неподржувач на тој Преспански договор, кој што мислам дека Македонија тотално и го збрише идентитетот. Тотално. Ја унижи на светска сцена. Нас веќе никој не вика македонци, туку северно македонци. Значи, тој наш пат треба да е со исправена глава и треба да води низ реформи во државата. Еве и како што рече Љупчо, реформска една агенда која што нас ке не подигна однатре како земја, ке не ги системите оправи. Здравство, образование, инфраструктура и така натаму, клучни елементи да се развијат. Добро, Ние треба да се развиваме. А овој пат кон Европа да го тераме онака како што го терале сите земји. Добро. Па добро, трагично е да се слушаат вакви работи, бидејќи јас не мислам дека имаме премногу време и генерациите овде за да чекаме да се случат работите. И тоа да го браниме со тези кои што се погрешни. Прво, планот за раст и развој нема врска со уставните измени. Никаде ние парите не ги добивме затоа што не донесовме закони во собрание. Ние не донесовме закони во собрание затоа што министерот за правда магистрираше и си водеше приватна агенда. Тоа е факт. Пола влада магистрираше или нешто направи, наместо да се ја води работата за тоа што е платена. Ние парите не ги добивме, повторувам, затоа што не ги исполнивме условите кои што се законски измени во одредени области. Денеска, пак дека има пари, денеска заменикот министер за финансии рече сакавме 300 милиони да земеме заем, ама зедовме 260, зашто 40 милиони знаеме од извори дека ќе ги добиеме од ЕУ. Значи ЕУ дава уште пари. ЕУ дава многу повеќе пари, впрочем ЕУ дава само ЕУ дава пари и нашите партнери од Соединетите американски држави споредено со други нула, никој нема дадено друг. Затоа да не ја бараме реториката обратно некако да ја вршиме. Ние не си ја завршуваме работата. Овој спор е диалог на Македонија со ЕУ и ние ги имаме јасните патеки во кои што одиме. Секогаш сме тврделе дека подобро е кога сте на таа маса отколку кога сте надвор. И затоа на вистина немаме време, може да премиерот има децении. Јас немам време. А не да зборувам за генерациите после мене. Значи јас немам време да чекам децении. Често премиерот кажува математички се изразува, вика не го избравме најкраткиот, туку тој најдолгиот. Ама има и оптимален пат.
Има и оптимален пат по Кој е кој што се оптималниот стигнува. пат? Се знае кој, има математичко модел кој што може тој да го направи. И затоа навистина ме радува што председателката на државата тврди, за разлика од изборите, од изборната кампања, дека не е загрозен идентитетот со Преспанскиот договор. Тоа е нејзин цитат. Дека повикува на средби диалог министерот за надворешни трговија, очигледно реков, се крчка нешто од страна на власта. Добро. Вака. Јас, например, сум голем поборник за непопуштање кон бугарските барања. Но тоа, ако имаме ситуација Бугарија према Македонија. Очигледно, ова не е само билатерално, туку е мултилатерално прашање. Значи, од ова зависат и перспективите на ова држава. Второ, користење на популизмот во надворешната политика е како се фрлите по водопадите на Нијагари и дочекувате дека ќе преживеете. Значи, популизмот може да се користи во внатрешната политика. Во надворешната политика владеат други правила и таму функционира рациото. Значи, нарационалниот начин за функционирање да извлечете или да водите државата, тоа треба да го употребите. Во меѓувреме драстично се менуваат односите не само во Европа, туку и во регионов. Страшна шанса добива Албанија. Ако Албанија влезе пред Македонија во Европската Унија, ова прашање сега околу, како се вика, полагањето на правосуден испит на албански јазик и дипломите дома ќе им ги носиме. Значи, нема да доаѓат, него дома ќе им однесеме. Зошто? Затоа што во тој случај Албанија кој ќе влезе пред нас и таа ќе ни поставува дополнителни услови, како што сега тоа ни го поставува Бугарија. Ние, очигледно, времето покажа дека времето нашиот партнер не е. Да ви И умалам дека вас, што би времето правиле сега? за нас времето не работи. За нас времето не работи. Ако ние ова прашање го решеше Киро Глигоров, кога понуди решение Алојс Мок, ние ќе влеземе во Европска унија пред Бугарија. И ние на Бугарија ќе поставувавме услови. За жал не го реши. Добри луѓе, немаше да Значи, ги и злоупотребуваат. рачунајќи дека времето ќе си го стори своето, а времето не испадна наш сојузник. Добро, вие сте искусен политичар, што сега треба да прави Значи, влада според вас? нас ни доаѓа сериозна опасност од север, доколку тие Албанија влезе през нас во Европска унија и затоа мора да наоѓеме решенија со Бугарија. север. Паметни политичари, паметен народ остава иднина на своите граѓани, а глупавите им оставаат историја. Погрешна теза беше и ВМРО ДПМН имаше тезата дека нема Албанија да ги почне преговорите, ќе не чекале нас. Не чекај 6 месеци, после ги пушти ја нив. Ама ние бевме Ама бевме чекайте, пред не нив. се работи за влегување, Ама за ние работи бевме и за пред према. Бугарија и пред Романија бевме. И ова е погрешна теза. Ќе И пред чекале Хрватска цел и пред Западен Словенија. Балкан да влезе. Нема врска. Тој што ќе ги сполитираме, ќе ги влезе. Како Кои што е се тие Црна Гора. критериуми? Како Црна Гора. Иако има, извини, Ристовски, само и во овој момент и Црна Гора има билатерални спорови со Хрватска. Да. Да не се враќаме на Словенија и Хрватска. Тоа, значи, има примери. Не викам дека е добро, ама со диалог се доаѓа до решение. Но нас, за среќа, местото и диалогот ни е во Брисел. Не ние со Бугарија, со Софија. И затоа таму треба да го насочиме Добро, своето ајде. внимание. Ако ја извадите тезата дека станува збор за македонско-бугарски спор и го третирате целиот овој процес како европски, тогаш ќе го ставите во контекст на геополитиката. Купната геополитика. А таа геополитика кажува дека се додека не се разреши руско-украинскиот воен судир и се додека не се реши прашањето на Израел, Иран и Израел во арапскиот свет, вие немате да очекувате дека не знам, Македонија е нешто особено интересно или дека во Европска унија ќе влешат поединечни потези со кои што ќе загрозат нечи, да речеме, интереси поединечни на државите како на Македонија, например. Нема да мислите дека Брисел сега ќе влече самостојно потези и дека ќе игра на картата на Бугарија, ќе игра на картата на Албанија и така натаму. И Брисел врие однатре. Значи, Брисел во дадениот момент има страутни потреси внатре. Прво, како систем не функционира. Внатре имате, ако сакате, француско-германски судир.
по излегувањето на Британија од Европската унија, таму имате страшен пад. Вкупно на силата, на влијанието на повеќе Европа не може да гледате вие како некој сериозен стратегиски партнер и така натаму. А што мислите Америка си поигрува со Европа во даден момент. Америка си поигрува. Америка си поигрува со Европа во даден Липче, момент. нашите соседи се приближуваат кон Европа, а ние стоиме во Ние место. треба да се приближуваме, ама Ето, патот е ние стоиме радикална во место. реформска Тука е агенда. проблемот. Патот е ние да си ја земеме работата во наши раце. Јас икс пати велам, ние не треба да дозволиме Европа да ни стави оглавник и да не влече на патот во Европската унија. Нема потреба од тоа. Ние треба да бидеме лидери во радикалниот реформски процес, а Европа да не следи, да биде подметнато рамо, подадена рака, да рече што можеме ние да ви послужиме, за да вие ги остварите вашите цели, да станете просперитетна држава. Па еве, ЕУ ви Значи вика, не еве е ви тоа да оценска наведеме мисија. глава пред Еве, бугарите и со милион протоколи Добро, да се малку да поигрува бидеме со само нас, како со джентлмени, мали ќе молам деца. да дадеме збор. Толку е наивна оваа дискусија за Европа, мислам не можам веќе да ја слушам. Како да од нас зависи, од нашиот устав, што ќе ставиме и кого ќе ставиме и одма нашиот пат е лансиран. Па толку имаме куса меморија кога Заев не убедуваше и со билборди на накити цела Македонија дека на брз колосек со промена на името ние влегуваме во Европа. Прво ги знаеме условите, ја знаеме француската рамка, го знаеме начинот на проширување, у секој момент можат да ве вратат назад. Значи, не станува збор воопшто за влегување во Европа, станува збор за отпочнување на преговори, каде што на секое поглавје можат да ве вратат назад. Тоа не е едно насочо улица, па се ја фативме, уште овој семафор да го поминеме. Тоа е толку наивна работа. Значи, Европа е оптеретена со страотни проблеми. Да не зборувам со ова несретно раководство кое што сега раководи со Европа, кое што исто така лута насекаде. Па вие, зарем не се чувствува Македонија и Албанија и Црна Горе и Србија, сите што ги почна, еве Србија што ги почна преговорите, навредена, кога ќе чуе дека пред неа има шанси да влезат Украина, Молдавија, не знам уште кој, Босна и Херцеговина. Тоа значи се работи за геостратегија на Европа. Геостратегија. И на вистина Европа веќе не е некој, да кажам, за нас може би единствена дестинација, бидејќи ние сме во европското семејство на народи, немаме друг избор, сега нека стануваме Африка или Азија, се знае дека таму сме. Меѓутоа, дека се покажа и низ овој спор, не спор, туку конфликт, војна во Украина со Русија, се покаже дека Европа е крајно немокна. Во секој поглед е крајно немокна. Повеќе млади луѓе што беа тука во студиото се школувани во странство, они велат дека ние малце треба попрактично да го гледаме ова. Нивниот став е дека Европската унија не едноставно треба да го гледаме како алатка, како нашата Македонија побрзо да се развиеме. И единствено така да го третираме. Тога што ние гајле сега ние го имаме патокасот преку поглавјата. Што нам ни смета да ги отвараме и да ја правиме реформата според тие поглавја кои што фино внатре се како упатства што треба да правиме, ете реформската агенда. Ние треба да знаеме точно што правиме. На Израел му требаше Европска унија, Европски пат, асоциација, не знам што, па за 72 години да направи чудо, да направи 300 и кусур милиарди. Мислам, добро направи за да чудо. направите реформите ви требаат моце пари за да стигнете. Добро, такво чудо не сакаме да направиме. За секој поглавје дава по 1 милиарда, мислам да не сега да не дезинформираме јавноста, мислам дека е само знаете што? Само вистини сме, не сме сега на пресконференција, затоа каде е таа информација дека за секој поглавје 1 милиарда се дава? Од каде е таа информација? искуствено од другите држави што го прават. Од другите држави што го прават. Со Белград, дали е тоа така? Не е така. Не е така. Тоа е општо познато. Напротив, сега Европа има една нова кохезиона сила, така да Европа е веќе тенка. Европската идеја е кохезиона сила. И сега се враќа визави односите со Соединетите Американски држави, таа има поинтегративна компонента. Сега има една подруг пристапи на раководството, поинакова свест во рамки на видовме дека Европа е многу зависна од Соединетите Американски држави во секој поглед, Значи видовме каков е односот кон
новото раководство во Америка е еден снисходителен, еден поданички однос, ја видовме немокта на Европа. Не ја идеализирате, ве молам Европа, јас сум живеела, сум работела, сум учела, не ја идеализирате, дека денот кога... Цел свет има поданички однос кон Америка. Па да, не само точно Европа. тоа, точно А шо тоа. Кина не е, Точно Русија не е, цел А свет. не, Кина и Русија оставете Не, на страна. Затоа санкции лапат на тие секои се- 6 Ама не, месеца. ама добро, тие се Па како не? ставени страни се. Како Не не знам зависи? како може да си зависат едни од други економски, се разбира. Меѓутоа, овие се видат дека се тотално немотни. И сега ние со таа флоскула или Европа или ќе умреме, па конечно индиска филозофија постои која што кажува недвосмислено. Колку повеќе сакате нешто и тоа јавно го покажувате дека сакате, а ние сите како Титови пионери цел ден се колнеме во Европа, толку таа цел повеќе ви се оддалечува. Ние тоа треба да замолчиме еднаш. Да работиме европски. Она што била Европа веќе не е. Она што била Европа со своите вредности и демократски капацитети и така натаму. Да работиме на реформи. Сака да кажа работиме- дека Европа не е тоа што беше. Не е тоа што Во ред. беше, апсолутно не е тоа што беше. Колку некои центри во Софија, да речеме, кој што Македонија не сака да успее, да не напредува, да не се интегрира со другите народи во европското семејство, сака тука дома кај нас во Македонија да има наратив таков дека Европа не е тоа што беше. Како Ама да и се во Бугарија постои тој наратив дека не Тоа е се Европа тоа што пробугарските беше. сили во Македонија. Ама не е Тие точно. пробугарските сили во Македонија апсолутно пласираат тези дека Европа не ни е потребна. Ако ние не се значи секоја земја треба да тежи да се интегрира во некој сојуз. Вие гледате земји како што е Русија, како што е Кина, како што е Америка, како што е Бразил, гледаат да влезат во сојузи, а тек држава како што е во Македонија. Поготово никој не го и во спори, политички, Стефче. значи тој е и политички и економски Ама сојуз. тоа никој не го спори. Солза, склучува Ај, договори ај, со ај, Индија, ај, со меѓутоа, Јужна Америка. Дај да гледаме Албанија од како напредува кон Европската унија, колку има директни странски инвестиции. Што се случува со Албанија? А што се случува со Америка, со Македонија? Македонија како напредуваше кон ЕУ? Имаше инвестиции странски и така натаму. Сега како паднавме во тој дел, во тој реформски дел да одиме нагоре, значи Албанија не пристигна, значи она и зошто? економски Зошто проблем на не е? владата. далеко. Тоа е проблем на Ама владата. тоа е проблем на владата. Владата не знае сериозен. како да ги прими. Тоа е Владата не сериозно. знае како да ги привлече. И Владата уште не знае како да ги Не канализира. може во надворешната политика да продавате Како не е популизам, точно, точка. Суза? Како На не е Брисел точно? Не може да му Ја продавате. во моментот имам два приватни инвестициски фонда што притискат со по 5 милиарди долари да влезат во Македонија, нема начин. Нема начин. Јас сум многу скептична. Нема начин, кон немате такви банка што може да ги фондови, прифати. Што зборите? Кои што се криминогени. Дај ми ти една банка што може да прими 800 милиони долари денеска. Дај ми една банка во Македонија. Дај ми една банка Не знам, ја не сум што капиталист. ќе прими 800 милиони долари. Нема банка. Да се вратиме у Знам. И што правиме сега? пореалниот свет. Во Која кочи пореалниот странска свет, инвестиција? Ајде, 800 милиони долари. Економски назадуваме. Нема банка. Ама Банка. Као банка вика, мојот работата лимит што е до нема 50 милиона, Европа точка. веднаш да не подигне, тоа е заблуда на народов. Ние низ работа, Ама низ ние многу работа ќе чекори се имаме подигнеме. додека дојдеме до Европа, уште многу па чекори. затоа. Ама проблемот Солза, нас не ни е само Бугарија проблем, нас ни се и соседите проблем. Они чекорат забрзано кон Европа, ние стоиме во место и тука ни е А проблемот. кој чекори забрзано кон Европа? Албанија чекори, Црна Гора чекори. Дај да разбиеме теза. Па и Може ли? Србија, Можеме ако како сакате. Може Србија ли? проблемот со Косово да го разреши, завршена работа Стево, со Србија. што- Во да е санкции на Русија, Зошто? го решава Косово, влезе во Европа, готово, завршено е за неси. Кај ќе одиме ние? бе, Тука така. у крупчето ќе се вртиме. Еве класичен доказ Мене ме дека чуди. станува се е во рацете на владата. Се е во рацете на владата. Значи, странски приватен инвестициски фонд, од милиарди долари, небитно, вели дајте ни една физибилити студија на ниво на држава, кои се компаративни предности на Македонија, дајте ни профитабилни проекти, дајте ни ја рамката во која што ние ќе влеземе не со 5, со 10 милиарди долари. Во дадениот момент, зошто ја немаме ние таа реформска агенда? Зошто ги немаме сите дарови од Бога ставено во функција, преточено во Кој е проект тој на што рамка? дава 10 милиарди? Има Што со има? UNDP го правеше минатата влада, а кога заврши мандатот на минатата влада, прво што донесе одлука оваа влада беше таа стратегија за развојот има донесено во стратегија кој за правец, развој. не, во кој правец треба да се оди. Јас само во пореално ќе го кажам она што ќе од цитирам господинот Мајк Зафировски, кој што на 20-25 Македонија го кажам и сам на медиумите
ја гледав изјавата. Да не се вади владата на глобалните теми и на глобалната политика. Да работи со она што го има и да носи мерки во интерес на граѓаните. Толку едноставно кажано, толку едноставно кажано од еден ум кој што направил и многу пари во животот, да ние мораме да почнеме, владата мора да ги решава работите. Не можам да разберам, Јани. СДСМ е Ама што СДСМ сега? 18 години на власт. Ама чекај, што СДСМ сега? Ама, Да. Не можам да стварно не можам да разберам. Пак ќе го кажам примерот. Земете го холандски Тенет. 1/3 од територијата на Германија ја управува дистрибутивната мрежа. Он ја менаџира, он ја управува. И сега внимавајте. Германија имаше преку 80% алтернативни извори на енергија искористено. Тенет влегува во кредит од 9 милиарди долари. Зима пари од Сингапур пензискиот фонд, од Норвешкиот пензиски фонд и вложува 9 милиарди да удвостручи дистрибутивната мрежа во северозападниот дел на Германија. Зошто? Затоа што има многу инвеститори што сакаат ветерници во морето. Значи, зошто Македонија го спакувала Мепсо како мало бебе и не го става во игра? Зошто во Македонија имате милиарди инвестиции кои што сакаат овие 280 сончеви денови да ги стават во фотоволтаици, а не можат заради капацитетот на дистрибутивната мрежа на Мепсо и ние спиеме. Ние спиеме едноставно, не го користиме тој потенцијал. Македонија има 8 ветерни точки, не ги користиме. На билбордите, ако гледате од ВМРО ДПМН, има многу сончеви во Штип направен парк, не знам, ама тој на билбордот им е. Не знам, штета што не е направен. Тоа ми е поентата, и едната и другата влада. Што ќе оправи ветерниот парк и она на билборди што... Ама чекајте, бре, луѓе. Човече, Мепсо до сега требаше да триплира дистрибутивната мрежа, ако сакаме и да завршуваме имаме енергија, увезуваме 150 милиони евра, можеби и 200 веќе оваа година, струја увезуваме. Па кога не произведуваме храна, произведуваме, може уште потрагично. Тие 200 милиони да останат во стопанството за мали и средни бизниси. Не сме таков капиталисти, не се Една дама имаме вечерва, морам малце да се не се трудам разбирам да од овие вакви фондови, поготоа за хедж фондови некој да чујам, бидејќи уште ги викаат и Валчер фонд во Америка, тоа значи хиена фондови кои што се грабливци. Уште тоа ни фали. Уште еден извор на корупција ни фали со милиарди. Да го вратиме Сталин сега, ајде. Не зборувам за Сталин, значи немој да ми импутираш такви работи. Може Но не Брежнев. сакам да зборувам ни за хедж фондови кои што знам што се. Кои што изедоа полно земји како Аргентина, ја упропастија. Значи, такво нешто уште ни фали во Македонија, хедж фондовите од 10 милиарди евра. Зборуваме за хедж фондови, зборуваме за сосема друг Ние модел. да не беа проневерени 170 милиони евра со мазут аферата, па може би нешто и ќе направевме сами без да чекаме милост од Европа. Се враќам на следново. И резимирам. Никој не е тука евроскептик. Но зошто? Имајќи така европска агенда, бивајќи толку време на власт СДС, не доведе во НАТО, а не во Европска унија, ги прашувам отворено. Бидејќи тогаш се ветуваше Македонија на брз колосек во Европска унија. НАТО го немаше на ниеден билборд, на ниту еден билборд. На крај завршивме во НАТО, а Европска унија се уште ја сонуваме. И ќе се барат уште повеќе услови, пазете, бидејќи ќе има се поголеми проблеми Европска унија да се проширува. Кон кого ќе ги испорачува тие проблеми и тие барања? Кон такви кон нас, кои што лесно даваат се што можат, се што ќе им падне под рака. И што ќе бараат тие од Македонија, па нас ќе ни се Певе што ти бараат, Ништо не ти ни бара бараат. Северна Македонија, ти Ништо бара не во ни- пасош да не бидеш македонец. Тамам работа, како Ти јас сум бара- Македонец. А Самите, не си, ова е не си чуден, граѓанин на Северна ова е Македонија. чудна една работа. Извини. Самите сме Извини. деструктивни. Самите сме? сме деструктивни. Место да СДС си е веруваме деструктивен. во нас. Нити Европскиот парламент Во го кого дава, да нити го верувам? зима идентитетот. Вај да си веруваме ние дека сме македонци Во кого и да да си верувам? веруваме во нашите можности. Во глупостите што ги направи Заев да верувам, па никош не ма верувам. Инаку овде Ние не знам Никош. колку се сега ќе судиме во нашите вредности и тие кои сме како идентитет, ни текна сега во моментов, например, нашата традиционална музика е дел од нашиот идентитет, нашиот источен сосед вложува многу пари, ги препеува тие песни, ги издава кои што се македонски, во светот мислат дека тие се бугарски песни, а ние тука кога имаме прослава на
титул или не знам што на фудбалски клуб се навредува пејачката која што е можеби најголем амбасадор точно на таа музика и толку за нашиот мајндсет и тоа чувството за своето. Ви благодарам многу за учеството во вечерашната емисија. Почитувани, ви благодарам и вам и уште едно потсетување дека во 23 часот на Кавгас имам подкаст интересен е, гледате го и тоа. Останете со Канал 5.